Назад сме во студиото на Македонија денес. Следниот разговор верувам ќе биде особено интересен за стари скопјани, но и оние кои што сакаат да чујат малку повеќе секако за начинот на живење на стари скопјани, што е она што тие можеби некогаш го правеле, а сакаат сега повторно да го вратат во живот и секако за средбата која што се организира на стари скопјани беше секако одржана дел, неколку средби секако беа одржани, но следната еве во Зародиш се организира и сето тоа сакаме да добие една поголема и поубава димензија, да што поголем дел од стари скопјани чуја за оваа средба и оваа можност да се дружат заеднички и секако да споделуваат убави моменти за ова наше убаво Скопје. Верувам дека ќе биде интересен разговорот, а понатаму секако ве очекувам и вас во текот на емисијата да се вклучите со можеби вашите идеи и прашања до нашите соговорници, а мене ми е чест и задоволство што токму на оваа тема ќе разговарам со дел од заслужните за оваа организација, оваа средба на стари скопјани, воедно и самите тие стари скопјани, не толку стари, но во секој случај со многу љубов за нашиот град. Во нашето студио не пристигнаа Сашо Јовановски, добро утро. Добро утро. И нашата драга Ирена Нацевска, добро утро и за вас. Добро утро, добро ве најдовме. Се надевам се чувствувате убаво во нашето студио. Мене ми е драго што сте тука и што ќе разговараме токму на оваа тема поврзана за средбата на стари скопјани. Сашо, од каде идејата за една ваква организација, за една ваква дружба на старите скопјани? Пред се уште еднашка добро утро до вас, до вашите гледачи. Да искористам приликата да им ги честитам сите новогодишни пред се и сите јануарски празници и да упатим еден утрински поздрав до сите скопјани, а пред се до старите скопјани. Да, кои што верувам дека не следат ова утро. Да, сигурно не следат и очекуваат да слушат нешто интересно. Еве јас веднаш ќе почна во најавата да кажам дека досега се направени неколку кратки мини средби, каде што учествувале 5 до 10 стари скопјани на кафе средба негдека во градот, кај што размениле спомени, да кажам, не ќе речев искуства, не искуства, него спомени од минатото, кои скопјаните кои се сретнат многу често ги споделуваат. И знаат тие средби да бидат долги, па тука се надоврзуваат сеќавањата? Токму тоа и сеќавањата мене ме оврза да направим една поголема средба, каде што средбата ќе биде, ќе почнам со ред на 25 овој месец. Ја закажавме низ легова пресред во пивница Стари град, тоа е спроти црквата Свети Спас, каде што овој пат планираме средбата да биде од 11 часот па до вечерните часови, не дека 18-19, зависи колкав ќе биде интересот и до каде ќе има стари скопјани. Сакавме да направиме една средба подолга, поширока, каде што ќе можат да се евоцираат малку поголеми спомени, да се направат некои неврзани средби, муабети, кафе, чај, муабети. И да се видат стари скопјани. Да, и сето тоа да го ставиме на една не филмска лента, него денеска нели модерна социјалните мрежи, да остане како една историја во оваа група. Да, постои група на Facebook Стари скопјани која што функционира тоа одлично. сакам да кажам да ќе се надоврзам веднаш. Постои група Стари скопјани, односно сега се две групи, но едната е малку поголема и веќе број негдека околу 17.000. Бројот расте така да од прилика 17.000 додека емисијата наша тече може и ќе помине тој број. Да, значи секојдневно бројот расте и тоа е групата каде што секојдневно се споделуваат коментари, се споделуваат премногу фотографии за нашиот град од не знам сега кои години, најрани години во историјата па до денешно време. Да. И овдека остануваат коментари, сеќавања, фотографии, реков, се наоѓаат и видеа од градот од речеме пред 20 на година, доста интересни видеа и слично. Да, во секој случај е интересно за сите оние кои што сакаат да се навртат низ годините на нашето Скопје и да ги видат сите тие промени кои што ги доживува нашиот град. Ирена, мене ми е драго што сте во нашата емисија. Ова утро ние ве запознавме секако во една од емисиите на телевизија 24 и сега ми е драго што сте тука во една навистина убава атмосфера и убав разговор. Како вие се најдовте во групата Стари скопјани? Колку време сте таму дел од сета оваа дружина која што, како што каже и нашиот Сашо, е тука само за да ги евоцирате и убави спомени? Па, пред се, јас влегов во групата не само за да го продолжам духот на старото Скопје, туку да се надоврзаме ние помладите на оние
повозрасните кои што го почнале тоа. Инаку групата е оформена 2015 година, има 5 администратора, претежно се зборуваше на тие средби што се организираа блиц, она буквално се одеше пионерски на орук, што се вели. Се дружевме повозрасните, оние што сега да ги поздравиме, што ни помогна, што чуваат внуци, претежно ги споделува оние искуства и дружбите на малските средби и некогашниот соживот и дух кој што полека се обидуваме, не велам дека не постои, меѓутоа во одредени ситуации овој капитализам кој што нанесе потрошувачко друштво, ние сакаме да го оживееме и да оживееме солидарноста. Инаку ние на тие средби претежно бевме она женско друштво, некако така се погоди, па повеќе се збореше за тоа кои фраери се бркале, кој бил најдобриот дечко за земање, која била прилика. Тоа стари скопјанки сакаа да го споделат. Да, и тоа да го споделат, меѓутоа и да го споделат она дека дека Скопје се нарекувал Мал Парис, особено со модата која што била овде? Не само по модата, туку и архитектурата, а не да и стои баш модата и она со животот што го немало во ниеден друг град во тогашна Југославија. Има доста прошетано, да ги спомнеме доста име од старите фамилии, мислам Попанкови, Каламарис, Кранго, Зографски, да не ми се Рибарски, Ангеловски, познатиот по Боро на актерите, да не се налутат сите. Истовремено за црквата Богородица, која што е заштитничка на старото Скопје, која сега е обновена, инаку изгорела или била изгорена, тоа не се знае. Исто така за офицерскиот дом, кој што не може да го прежалат никогаш. Носат ли фотографии со себе кога доаѓаат на тие средби? Да, носат и верувајте дека зборуваат со таква љубов што нема шанси таа да не се пренеси и да продолжи да живее. Да, ги споменавте старите скопјани кои што ги чуваат внуците. Колку ги носат на тие средби и своите внуци, за да може би тие на некој начин видат каков бил градот каде што живееле нивните баби и дедовци? Од објективни причини не можат, затоа што тие се 4-та генерација и се уште одат на 4 нозе тие внуци, така? А инаку се случува да дојдат оние што одат на 2 нозе на Пладне, да, или оние, меѓутоа има некои од други причини, се странство или со работа, затоа што ви велам, првите 2 средби беа онака баш на рук преку Facebook пораки. И се одлучивте малку повеќе тоа да го... сега рековме ајде ова да го анимираме малку повеќе. Јас и Сашо, благодарност до него, бркаме она што се вика организација, да ги анимираме и имаме, мислам, доста поддршка од нив, инаку јас не ќе можев да ги спомнам фамилиите без помош на администраторите и на другите луѓе што се јавија во инбокс, да ги поздравам од одредени причини, вели кажи не вика сите така топтан, да не се налутиме и со право, ако кажеш еден друг да заборавиш, а јас сум 75-та, што се вика на половината, меѓутоа ајде да, во во сега секој да се случај ние ќе ги поздравиме сите фамилии кои што се дел од оваа група на стари скопени, а тука ќе ги отвориме и телефонските линии доколку има некој од старите скопени кој што не следи, да се вклучи во нашиот разговор и секако да се приклучи пред се и на оваа група на стари скопени и на нивната следна средба која што се случува овој месец на 25 во пивница Стари град од 11 часот па до кога издржат силите и секако до кога има муабета, веруваме Сашо дека ќе има навистина многу муабет на овие следни средби. Тоа е целта, се надеваме дека еве и времето веќе полека се поправа, дека веќе и внуците ќе почнат да ги изнесуваат надвор, па и затоа направивме да биде денски, да може тоа што и веќе го спомнавте вие со Ирена, да може и внуците да ги прошетаат во старата скопска чаршија и после тоа малку да воцираат спомени од нивната младост, детство и слично. Целта на оваа средба ќе биде да прерасне во нешто поголемо. Значи, ова е пионерски обид, да што повеќе привлечеме стари скопјани, а потоа да дојде време да одредиме еден ден на старите скопјани и да направиме една целовечерна забава и дружење, како што до сега го прават, јас колку што знам, може да не се налутат други малчани, го прават Маџар малци. Оваа година ќе прават 35-та средба,
традиционално, така да планираме да до крајот на оваа година направиме една староскопска слична средба. Да, се надевам дека ќе се приклучат и други скопини, ќе направиме еден така поширок иницијативен одбор кој ќе си ја превземе улогата да такво нешто прерасне во традиција. Да, ние тука ги информираме сите стари скопини кои што не користат Facebook, иако во последно време се чини дека сите ја користат оваа социјална мрежа. Токму така, социјалната мрежа денеска е толку голема развиена што и од најмало дете и до највозрастен веќе пензионер, колку толку, ако не повеќе на својот мобилен телефон има интернет и понешто ќе гледа и го интересира неговата област. Дали било здравство, дали живењето во интернет се нуди секакви можности. Да, ни кажа Ирена дека старите скопенки зборувале за тоа кои биле можеби најголемите фраери во тогашно Скопје. Кои се разговорите помеѓу старите скопјани? Тоа тек сега ќе видиме на следната средба. Затоа што до сега, како што рече Ирена, женското друштво беше и женските муабети. Ај, еве, нека продолжи Ирена, она повеќе контактира на социјалните мрежи, се среќа со старите скопјани, па може ќе каже повеќе и за машкото друштво. Па не, првата среда беше она на рук, па имаше, мислам, она како мала анекдота, недоразбирање не околу времето, туку околу местото, па машкото друштво отиде во друго кафуле или ресторанче, а ние бевме во другото. Меѓутоа, и не можам да кажам на нешто што не сум присуствувала, инаку не се збореше само за... Не било намерно разделено. Не, туку баш она што се вели повозрастните не се сноѓаат со таа социјална алатка. Не сега, не сум ни јас баш вешта, искрено кажано. Повеќе беше она што се вели Facebook порака, па дур се ја видел си ја избришал, па јас на внукот ќе го дадам или на внука ми или на ќерка ми. Меѓутоа, како и да е, се наоѓаме, не беше само за фреерите, него и за старото лизгалиште, каде што не верувам скопјанец стар да не знае да лизга. Исто и за базентот под Кале, кој што веќе скоро и да е заборавен дека постоел таму. За Сарај, за Треска, значи има зашто за средбите и одењето на водно, пошумувањето на водно, за домаќинските муабети, она како на времето, бидејќи во тоа време немало толку технологија и помош за не само за храна и за чување, туку како се снаоѓале. Како чекале во редици за млеко и за леп. Па добро, тоа воопшто не го ни спомнуваат, тоа го спомнуваат одака како ода дух на едно време, да се оживее духот на со животот на малските дружења. Баш тоа ни е целта на оваа средба на стари скопјани. Без разлика што они меѓу себе, например, се знаеле одредено мало не смее да фати девојка од друго мало, или дечкото да преземе девојка на друг. Се знае огниште, стара ванила, кермес, исто така непрежален, опатија. Значи, јас имав среќа да бидам дел од кермес, додека, значи, ме носеа 3-4 години сум била, бидејќи јас сум 75-та, меѓутоа се уште ги слушам оние, да, во живо, значи, на продавачките со цвеќиња, на староградската музика која што свири на увце. Во секој случај многу убави спомени се споделуваат на овие средби. Вие споменавте дел од местата кои што ги поврзуваат стари скопјани, кои што сакале да ги посетуваат, како Сарај, Матка, Огниште, Ванила, дискотеката, кој што можеби нели сега не ги има, но размислувате ли можеби понатаму овие средби, еве сега ова првата која што следува е во пивница Стари град, значи да напоменеме за сите оние кои што не гледаат, да нема недоразбирање, може да се чекате пред црквата Свети Спаси, таму секако да се соберете, а потоа во неформална дружба да ги спомените за Старо Скопје, но она што сака да ве запрашаме, размислувате ли можеби понатаму тие средби да бидат на некои од овие локации кои што будат навистина такви убави спомени? Да, токму така. Ова е сега, да речам, пионерски обид. Се надевам дека ќе најдеме и други локации. Ние сега имавме неколку, пред да одбереме локацијата, имавме предлози да биде арапска куќа, да биде Пелистер, да биде, значи, некои култни места во градот, во центарот на градот, пред се места каде што отприлика се собирале и тогаш. Сега можда ова некои места се смениле, но некои останале. Духот останува. Да. Например, арапската куќа била уште од поодамна, кај што е сега. Исто и Пелистер е место каде што многумина стари скопјани
младоста тука започнале, тука било шеталиштото, тука било корзото по раскажувањето на по старите од нас. Тука било едно место кое го нарекували последна шанса. Тука се шетало, да речеме, од Пелистер, колку јас сеќавам, колку мене ми раскажувале, од плоштадот до старата женска станица и назад. Тоа е све откажување, бидејќи јас малскиот живот во Скопје го имам осетено само 40 дена. Да? Моите родители и сите предци на мојот татко потекнуваат од Пајко Мало и јас сум роден тука во срцето на Скопје, негдека 40 дена пред Скопскиот земјотрес. И после почнува тие преселби, селење по роднини, по пријатели, додека не се направи следната година скопските населби, сите ние 90% сме негдека раселени, да не речем периферијата на Скопје, него во скопските населби кои понатака се ширеа, се зголемува и го менува духот и целиот град, изгледот на целиот град. Да, и сега како стари скопени, како што кажавме, не толку многу стари, кој дел од Скопје вам посебно ви значи и ви буди убави спомени, Ирене? Па, вака, јас сум нова малка и не можам да прежалам затоа што имав една слика фотографија, меѓутоа за жал ја загубив од старото училиште браќа Миладиновци, каде што е сега Веро Джамбото. Имам некои буквално од земјотресот спасени 5 преку сила, 10 слики и тие љубоморно ги чувам за себе, затоа и не донесо, затоа што знаете како сакаш да имаш некој мал дел за себе да го зачуваш, а прашањето ви беше за кој дел од Скопје вам ви кој дел од Скопје, па сега не знам, јас што се вели имам израснато Жена парк, Бисер, Ванила. Каде најчесто сакате да го поминувате времето? Во кој дел? Дали во прошетки по камениот мост, Калето. Сега одам низ Газибаба, меѓутоа знам да се качам и на Китка, на некогаш Скопска Црна Гора. Значи, а центарот на Скопје, па добро, знаете како, одите онаму каде што ве влече срцето. Меѓутоа Скопје мој град и секаде каде да се одам, секаде има некој од старите скопјани. Саша, кое место од Скопје вам? Јас ќе го спомнам малку пошироко времето, првите средношколски денови, кога станавме средношколци, првите излегување пред Ванила, пред Трговски, тоа беа годините 80-ти, почетокот на 80-ти, кога сите се сеќаваат помлади, малку постари, кога не можеш игла се фрли пред Ванила, а потоа ќе продолжам, некако се пресели тој големиот џгањ пред Ванила, почнавме да се собираме, да искачаме од пред Рекорд, па понатака да посетуваме Кермес, додека се уште работеше и додиме по ние популарни кафулиња во градот, Бони, Ани, Пирамида, Томас, Камел Вардарче. И слиш. Да, добро, Вардарче тука беше Добро, тоа било до воено, Рекорд, ама добро. да. Така да остануваат тие сеќавања, старата чаршија негдека 83-та, 5-та, кога исто таму беше ноќниот живот, како да беше дневен живот. Во секој случај, ете, тука започнуваат и вака започнуваат тие разговори. Секоја генерација спомени. ги има своите спомени. Да. Значи, ние помладите малку по-нови спомени, по-старите по-стари спомени. Убаво ќе биде да се слушаат овие разговори, секако подеднакво и од младите кои што би сакале да присуствуваат на оваа средба на Стари Скопени, да чујат малку повеќе за тоа како се живеело во овој град и кои биле култните места на кои што сакаме да се навратиме. Верувам дека ќе има интерес од гледачите на Македонија денес да присуствуваат на оваа ваша среда. Повторуваме уште еднаш, 25-ти овој месец во Стар град Пивница, горе кај црквата Свети Спас, па така што доколку сте расположени за убави разговори и евоцирање на спомени за Старо Скопје, сите вас ве покануваме околу пладне да бидете токму таму и да уживате во овие разговори на Стари Скопени кои што ќе продолжат. Ова е само почеток на една убава приказна за потсетување на нашите Стари Скопени и емоциите и сите они убави места на нашиот град низ годините. Вам ви благодарам за оваа иницијатива и за силата која што имате во вас да ги соберете сите Стари Скопјани на едно место и да воспоставите на навистина убава традиција, па верувам дека ќе се видиме. Ви благодариме и ние на поканата за гостување и јас верувам дека ќе се видиме, ќе дојдете не посетите на самата средба, па и вие да забележите некое
евоцирање на спомени на старите Скопјани. Да, секогаш е убаво да се чуе што криело ова наше Скопје и кои се тие убави места кои што чуваат многу тајни и многу убави приказни, така што ќе бидеме дел од вашата средба. Ви благодарам и ви посакувам многу успех. Благодарим и вам за поканата, а силата ни ја даваат сите оние стари Скопјани што се зад нас. Да. Благодарам уште еднаш и јас. Исто. Драги гледачи, ви благодарам и вам за вниманието со кое што го следевте овој разговор. Секако ве покануваме да бидете и вие дел од средбата на Стари Скопјани. Најлесно и наједноставно може да ги пронајдете на Facebook, имаат своја страна Стари Скопјани, таму ќе ги дознаете сите детали, а секако ќе прочитате и многу приказни кои што се раскажани токму од Стари Скопјани. Ние тука со музичка numera ја најавуваме нашата следна соговорничка. Станува збор за Полина Тасева, која што е дел од македонската опера и балета, секако со незините музички и вокални способности успева да се наметне на македонската музичка сцена. Ова што во продолжение ќе го видиме не е поврзано со операта, станува збор за една музичка numera снимена заедно со Томи Тасев, станува збор за numерата Broken и секако веднаш пота во студиото дознаваме многу повеќе за нашата драга Полина Тасева.